Кој вели дека во Македонија не постои братство и единство? Постои, и тоа како? Последниот пример за братство и единство е бизнисменот Борче Марковски, обвинет за злоупотреби во регбитова преку неговата фирма Марковски компани, вредни 1,7 милиони евра. Ситница! Тендерот бил толку конкурентен што имало само еден понудувач. Победникот бил познат уште пред да се отвори пликот. На Марковски му беше одземен пасошот како гаранција дека судењето нема да го дочека по белиот свет. Кај нас очигледно најсилната гаранција не е кауцијата, туку честниот збор. Ако така функционира правосудството, следниот пат место пасош ќе земаат изјава заверена кај нотар со текст: "Ке се вратам, жими мајка." Струшкиот судија Вулнет Винца му го вратил пасошот откако Борче му ветил дека ќе се врати само да заврши некоја работа во Белград. Србите викаат обечање, лудом радовање. Белорускиот конзул и кажа до свидание на Македонија баш на денот кога судијата што му го врати пасошот си замина во пензија. Тоа е случајност. Вулнет морал да оди на бања баш на денот кога му ја врати патната исправа на бизнисменот. Овие двајца се Боро и Рамис во македонското судство и обвинителство. Ама не се само Борче и Вулнет нашите Боро и Рамис. Некако ги заборавивме Артан Груби и обвинителот Даниел Коцев, кој побара и доби куќен притвор за некогашната прва виолина на Дуј. Првата виолина таман се наштима дома и никој не му го расипува концертот. Очигледно куќниот притвор кај нас е VIP салон на правосудството. 5 звезди, рум сервиси и обвинител по потреба. На Артан му се заарди дома неколку месеци, ама лабави се и во обвинителството и уште не го повикале да даде исказ за она што е обвинет, а тоа се злоупотребите во државна лотарија заедно со другар му Прпарин кој Господ знае каде е. Ама па Артан е човекот збор, вети дека ќе се врати и се врати. Го чекаме и Борче. Белорусија е нека е. Откако ја изгуби власта, лидерот на Дуј Али Ахмети дерман си нема. Вели дека до него стигнал абер дека се спрема обвинение против УЧК во Хашкиот суд. Наместо Крушево, Зајас абер пристигна. Зар за Али миротворецот да има обвинени? А што мислеше? Во Хаг веќе се неговите соборци од Косово, Рамуш Харадина и Хашим Тачи. По неговите изјави човек ќе помисли дека веќе се подготвува за напад. Али не се секире, Македонија без тебе ќе стане досадно место за живење, а во Хаг е журката. Овие од Влен кога ќе пораснат сакаат да бидат како Дуј. Изгорени се да бидат како оние од Мала Речица. Еве, првата реформа што ја направи новиот министер за правда е што интернет страницата на министерството ја направи двојазична. Ете, тоа е реформа. После 2% доверба во судството. Епа 2%. Како Дуј сака да биде и председателот на собранието Африм Гаши. Тој 2 август го прослави во Египет наместо на Мечкин камен. Мечкин камен можел да почека, пирамидите не. Некаква конференција во Африка му била поважна од Илиден. И лани се разболе кога требаше да оди во Прокопчински и на Пелинце. Некоја чудна болест е ова. Напаѓа 2 педи под срце. За Македонија. За крај на овие 5 минути, откако Грција реши да дава пасоши на македонци во Грција, само ако се потпишат дека се грци по род, нашинците од Овчара ни пратија специјален поздрав до Османи, кој потпиша дека македонски јазик се говори само во овие граници, но не и во соседните земји. Бујар, на кој јазик говорат македонциве?